Веста на денот од кривичниот суд е и дека останатите 5 мина обвинети за учество во странски војски или популарно кажано за учество во џихад негде на Блискиот исток, на боиштата во Сирија или Ирак, денеска ја признаа вината по прашањето на судијата. Дали се чувствуваат за виновни? Сите 5 мина на изненадување на јавноста рекоа дека се чувствуваат за виновни, иако на минатото рочиште само еден од нив изрази подготвеност да ја признае вината, сепак денеска и останатите 5 мина, што значи дека сите 11 од претходно 6 што ја признаа вината уште додека процесот беше во оценка на обвинителниот акт, што значи дека сите 11 мина ја признаа вината. Сега останува уште пресуда за овие 5 мина. Судскиот совет на кривичниот суд закажа за во среда, за во 10 часот и 30 минути пресуда за овие 5 мина кои што денеска рекоа дека се чувствуваат за виновни. Судијата претходно ги праша дали ова изјава, односно ова чувство на вина го дава доброволно, без присилба, без уцена и без закана. Тие одговорија дека доброволно и дека никој не ги присилувал да речат дека се чувствуваат за виновни. Понатаму завршен збор со оглед на тоа дека ќе има пресуда во среда, завршен збор даде обвинителот. Тој рече дека со оглед на тоа дека овие обвинети се чувствуваат за виновни, дека очекува од судот и казни, затворски казни. Понатаму дадоа завршен збор и нивните адвокати. Тие рекоа дека бараат од судот поблаги казни, затоа што дел од обвинетите не биле претходно осудувани, имаат олеснителни околности, некои се во брак, некои се многу млади луѓе, други пак имаат здравствени проблеми и така натаму. Адвокатите, иако лично кога ги запрашавме ние новинарите, тие рекоа дека обвинителниот акт не држи, дека нема материјални докази затоа што се темелеле само на верска литература. Сепак тоа била одлука на нивните клиенти и тие морале да ја почитуваат нивната волја и затоа што одлучиле да го признаат делото, очекуваат што побрзо да им пресуди судот и да преминат од истражниот затвор во Шутка на издржување на казната затвор во Идризово. Да подсетам само дека претходно 6 мина се спогодија со јавниот обвинител кога предметот беше во оценка на обвинителниот акт. Тогаш највисока казна доби прво обвинетиот Оджа од Тутунсус џамијата, обвинет за рекрутирање и организирање на млади луѓе од Македонија на Блискиот исток. Тој доби казна затвор од 7 години, останатите добија од 5,5 години до 5 години.